Повеќе од 2 недели и деновиве на температури од 40 степени, жителите на велешкото село Оризари преживуваат без вода. Велат дека овој проблем се провлекува со години, но надлежните немале слух за решавање на истиот. Предпладнево во знак на револт го блокираа патот Велес-Чашка. Тврдат дека и празникот Рамазан Бајрам и постот предходно го поминале без вода. Вода како се живе, душа ни знае. Душа ни знае. Никако не можеш да живееш, не можеш ништо. Тоа не е живот. Пали кад било нешто ветер било, се наместиме, се види некако имаше стварно испукано тука баги тие цевки, направија, ама тоа не се прави со месеци. На ден, два ќе се направи, ќе се пушти, а сега со месеци. И навистина, жал на ваков ден, денеска, например за Рамазан и Бајрам да немаш нова над 40, жално е. Никој не дојде, една цистерна барем да донеса, ќе речеме ете урети. Ама една цистерна не најде, и ние имаме деца, болни луѓе, обоа, оноа, треба да се измиеш. На оваа температура ти да немаш вода да пиеш или да се измиеш. Не сака стручна екипа да испаде на терен. Тоа јас се убедувам и тоа треба што поскоро да се случи, бидејќи проблемот е итен и алармантен. 100 дена во годината ние немаме вода. Не знам што повеќе да кажам, навистина сме револтирани. Жителите нервозни поради проблемот со водата, возачите уште повеќе поради неможноста да стигнат онаму каде тргнале. Тензична беше атмосферата денеска на местото каде се одржуваше протестот. Ама некој болен има мој термин, болен е, разбирате ли вие? Ја те разбирам, ама сите овде чекаме да ти нешто. А што треба да се случи? Значи за такви А треба овде градоначалникот да дојде да реши прашањето, а не овде така. А кај е градоначалникот? Кој ќе одговара ако се случи? Од јавното комунално предпријатие Дервен денеска се огласија преку писмен допис. Оттаму наведуваат дека е нелогично вода во лето да нема по вина на предпријатието кога пумпите работат 24 часа. За разлика од летниот период потенцираат, во останатите 9 месеци потребите на жителите на Оризари се задоволуваат и со 8 часа работа. Тврдат дека недостигот е резултат на ненаменско трошење на водата за наводнување на земјоделски површини. Градоначалникот пак деновиве истакна дека ќе се гради нов цевковод во Оризари, но проектот чека зелено светло од Министерството за транспорт и врски. Ќе ставиме нова водоводна линија, се наоѓа во Министерството за транспорт и врски, чекаме, таму нешто е запран, не знаеме зошто е запран, меѓутоа ние ќе повикаме министерот да каже што е работата, значи чекаме да се одобри тој проект преку ЕИП и да го завршиме и тој проблем. Значи голем проект е, 14 милиона денари кошта. Општината мора да изнеде средствата се на тој начин да изработен проектот, сите фази се поминати, чекаме само одобрение уште од Министерството за транспорт и врски. Жителите на Оризари се децидни дека ќе го блокираат патот и следните денови, се додека не се реши проблемот со водоснабдувањето.